сакам да научам за тоа како храната влие на нашето тело, заради тоа што како и да е готвам секој ден, сакам да знам како луѓето се чувствуваат после така храна, како и другите така и јас, но едноставно да сакам да знам повеќе за утре дента да можам јас да помогнам на некои други тинеџери кои што биле во таа состојба, едноставно да им помогнам. Сара, како си? Здраво, Ѓорѓи. Искрено многу сум радосна денеска, не знам денот така многу бо ми почна. Многу сакам денот со сонце кога ќе ми почне искрено, така да уште ме држи таа радост. Искрено и многу сум возбудена и да кажам дека сум благодарна за оваа можност зашто е еве мој прв пат да сум на подкаст, така да многу сум радосна и за тоа. Да, прв пат на подкаст сум си била до сега на телевизија многу пати, така? Точно така, да. Али сепак ова ми е прво искуство да сум на подкаст. И нас не е мило што ти имаме денеска, што ќе ни гостуваш и што ќе збориме ја и ти. Сме збореле многу и баш ми е мило пак што можеме во овој формат да поразговараме за една тема која што мислам дека можеме и имаме што да кажеме, и верувам дека тие што не слушаат ќе добијат нешто од ова. Со тебе, исто кај со другите, ќе започнеме со на прашање што за тебе представува ментално здравје. Па вака, пред да кажам што за мене представува ментално здравје, сакам да кажам дека според мене е тема за која што не се дискутира многу, барем во мојата околина, во тоа место каде што јас израснав, сметам дека е тема која навистина е така призагушена и не на секој ни е многу лесно да си пристапиме на пријател и да го прашаме како ти навистина се чувствуваш и онака навистина да го сослушаме и да сакаме да знаеме како внатрешно убаво се чувствува, така да сметам дека е тема за која што треба многу повеќе да се дискутира. Тоа што јас го сватив низ тој период на дознавање и учење за тоа што за мене представува ментално здравје, некако еден склоп си направив дека сметам дека е некој вид на благосостојба нашето ментално, ќе го вметнам и физичкото, емотивното и духовното здравје. Да. И да, сме збореле до сега на подкаст за ова и мислам дека е многу важно и најчесто некој застануваме на тоа ментално и физичко, а духовното исто тоа важно. И ќе позборуваме за тоа, едно нешто што го кажа на почеток, бидејќи јас со тебе мислам дека слично тука некаде сме и ја и ти немаме израснато во средината во која што живееме моментално. И двајцата да сме надвор од Скопје. Ја од Струмица, ти Куманово. И истото чувство и истото мислење го имам дека не се зборува. Океј, во Скопје е малце поразлично. Малку поразлично. Не е идеално, ама колку само ти беше тешко тој скок од Куманово Скопје, не само приспособување на живот, туку и можност и колку само ти беше тешко да се отвориш, да знам дека мене ми беше тешко, бидејќи од еднаш си дел од заедница каде што е да зборуваш за твоите чувства. Да. Па искрено нова заедница, се почнуваш од почеток, се почнуваш од ново, секако дека ќе ти биде чудно и секако дека ќе треба да онака си направиш муабет сам со себе за еве нов период, за нова сезона што доаѓа во твој живот. На мене искрено не ми беше најлесно, можам да кажам, заради тоа што немав многу пријатели тука. Немав некои познаници, немав роднини или некој тука да имам на кој што ќе можам да му се јавам во секое време не се чувствувам баш добро, дали можам да дојдам кај тебе да поразговараме. Повеќето луѓе ми беа во Куманово, иако денешните социјални медиуми, мрежи ни помагаат да останеме во таков контакт, но сепак сметам дека ќе беше многу убаво да имав и некој онака, знаеш, само што се преселив денеска, не знам што ќе правам со себе, може да дојдам кај тебе. Сметам дека ми фалеше таква личност, но со текот на време, со текот на тоа што јас постанував и со какво друштво да кажам, се вклопив, почнував да се здружувам, многу ми помогна, многу
барем јас за себе сметам дека направив една здрава околина во која што сакам да создравам, да растам и да навистина станувам човек во една нова околина, во ново друштво. Многу ми помогна во тоа како создравам, како развивам кариера, како се развивам во образование, така да беше тешко на почетокот. Но сега сум толку многу благодарна за сите пријатели што ги имам тука. Толку се чувствувам како дома буквално, толку се чувствувам дека тука сум каде што треба да бидам, тука припаѓам. И навистина тие пријателства, да кажам, многу ми помогнале во развивање на моето ментално, духовно и емоционално здравје моментално, да. Не, многу е важно и мислам дека тоа е она дел кај што е основа на се е тоа да имаш луѓе околу себе и да имаш заедница. Без разлика каква ќе биде таа заедница, какви ќе бидат тие пријатели, некогаш знаеш и да имаш некој кој што не е окей, тој што ќе ти помогне да бидеш најздрав или најдобар, пак да имаш некој да се ослониш е многу подобро отколку да немаш никој. Уште подобро кога ќе најдеш вистинските луѓе околу тебе и после тоа ти е лесно, после тоа ќе си насмеана како тебе и се ќе ти е супер. Да, па искрено многу убаво ете и да имаме и радост и тага и секаква емоција која да имаме, да ја споделиме со вистински пријатели, што навистина ќе знаат како и да ти помогнат и да те сослушаат барем, дали да ти дадат некој совет, дали да бидат тука за тебе, дали да славите заедно, дали ќе плачете заедно, многу се битни овие пријатели. И сега најтешкото прашање, како до нови пријатели? Како, например, немаш никој, како ги создаваш тие? Како би му пристапил на некој? Тоа е она, сакам, ама не знам. Да. Сега, ако зборуваме, например, за романтична врска, окей, знаеме како во теорија, некој само во теорија, дел од луѓето и во пракса. Ама за пријатели, што е тоа според тебе, што... Искрено, јас што мислам, за мене многу луѓе знаат да кажат дека сум многу зборлеста, но едноставно тоа е нешто кое што ме прави мене. Тоа сум јас. Јас сум зборлеста, сакам да си наоѓам пријатели, сакам да едноставно запознавам луѓе и да онака развивам некои ете и пријателство, но едноставно и познанства. Не мора да бидат некои долгорочни пријателства. Сакам да запознавам повеќе луѓе, сакам да зборувам со нив, сакам да едноставно развивам некои односи, некои врски што сметам дека ќе бидат добри и за мене и за нив. Да. Тоа, ако си некој кој што не е зборлес, ќе ти треба малку повеќе време. Едно од работите што за тебе од секогаш ми била интересна, како успеваш да функционираш на некој начин, бидејќи од кога знам од кога се знаеме, знам дека си цело време зафатен. И сега кажи ми збор два, прво за оние што не те знаат уопште, што работиш, што студираш, пошто уште студираш, и така, па таму ќе почнеме. Ајде да кажам која се јас ствари. Да, па јас сум професионален готвач, веќе 5 години се занимавам со тоа. Во последнава година почнав да правам и приватни вечери, така да се искажувам себе како private chef. Исто така сум студент на Природно-математички факултет по нутриционизам и имам доста обврски, како што кажа. Не е дека се само овие две обврски. Мора во тој некој распоред да го вклопиме и приватниот живот, другарите, другарките, друштвото. Едноставно мора да издвоиме време за себе, време за буквално за нашиот растеж, ајде така да кажам. Знае да биде напорно, некогаш. Знае да ми биде тешко да си го направам тој распоред, ајде така да кажам, но многу сум благодарна што е исполнет. Едноставно некогаш многу размислувам на тоа, што ќе беше ако пример, зашто јас си правам планер и си ги запишувам сите обврски, што ќе беше да ова беше празно. Колку животот ќе беше навистина според мене тажен, ако не беше исполнет. Така да гледам да бидам стварно благодарна за сите овие обврски што ги имам моментално во животот и стварно да ги уживам. Дур се сега и дур се тука. Дали тоа ќе биде обврската да идам на работа,
Дали тоа ќе биде обврската да идам на факултет, дали тоа ќе биде обврска која што мора да се заврши денес, дали е некоја здравствена причина или што и да е. Дали тоа ќе биде физичка активност која мора да ја вметнувам у распоредот и сега на целиот распоред, уште ово ли ми фалеше, ама едноставно сметам дека се многу битни работи, многу битни за нашата благосостојба и дека треба да бидам благодарна што можам да ги извршувам сега и во овој период. Да, поготово мислам дека еве ние сме генерација која што помина низ ковид и кај што не можеше да ги прави сите овие работи. Како, еве, ајде да се навратиме малце и како, дали тоа имаше некаков ефект, ако си некоја личност која што сака да биде цел календар, сака да му биде пополнен, како беше ковид за тебе, кај што не можеш многу да правиш, не можеш... Како што кажав, распоредот беше празен. Па така да можам да беше тажно, ајде, тажничко. Беше период во кој што барем за мене си го ставив како период на еден затворен растеж, период на тишина и на размислување на тоа што ќе се случи после ова. Не сакам многу да планирам за иднината, но едноставно периодот беше на тоа, као седни, размисли што планираш следно во животот, што ти сакаш да постанеш, што сакаш да се случи следно, кои се твоите цели во иднината. Сега сме затворени, но цврсто верувам дека нема да останеме само на ова и дека навистина доаѓа едно поубаво време и каде што стварно ќе се опоравиме сите и едноставно го гледав период на размислување, на период на што треба да стане, планирање. Да, тоа таков ми беше, барем за мене, периодот корона. Не беше нешто многу страшен. Искрено, освен тоа што бевме затворени и ми фалеше тој социјален живот. Знам дека многу луѓе помина и онака загрозувачки по здравје и по се. Фала Бог, јас стварно немав некои такви потешкоти. Единствено ми беше проблемот што бев затворена дома и не бев социјализирана многу со други луѓе. Иако можам да кажам дека во моето семејство, бидејќи сме доста луѓе во Куманово, зашто таму некако останав заглавена во тој период, имаше доста онака муавети и разговори, зашто не бев така сама на себе оставена таму. Само на себе, да. Да, би било поразлично. Ја тој период го поминав туку во Скопје, сам, и ми беше доста на сличен начин го доживеав, пошто пак гледав, окей, можеби не почнав, не знам, да пишувам или да не ни почнав тоаш да трчам, тек после тоа ја почнав да трчам, ама го гледав на некој сличен начин, како окей, шо понатаму. Да, или период на спремање. Јас си размислувал на тоа, као дали да почнам сега да трчам. Да. И после тоа си почнал да трчаш, така да бил период на спремање. Да. Ти уште пред тоа знаеше и што ќе студираш или што сакаш да студираш, веќе имаше почнато со работа. Да. Зошто храната, зошто готвењето? Од каде доаѓа тоа? Вака, го споменав моето семејство. Па мене љубовта за храната и за готвењето ми се роди уште од мали нозе, кога почнав да спремам храна за моите дома, заради тоа што јас, како што сакам да кажам, една мала војска требаше секој ден да јаде во 3 оброци. Така да многу се вмешував во подготовка на сите оброци, во пазарење. Мајка ми секогаш ме онака викаше кој ајде ти, зашто многу сакав уште од тогаш да готвам, но не можам да кажам дека знаев дека тоа ќе станам еден ден. Као немав некоја желба, сакав да готвам, многу сакав да гледам видеа за готвење, онака да спремам нешто по дома, но за мене, барам во Куманово, не постоеше како опција дека можам да учам за готвач, па еден ден да станам готвач и така. Буквално у 5 за 12, што би рекла јас, во мај пред да завршиме со основно, дојда го представија училиштето како опција која што може да биде прифатлива за мене. Одма ја прифатив, онака како тоа е тоа. Почнав средно патував цело време од Куманово за Скопје, но можам да кажам дека тоа ми беше многу бав период на средното училиште, барем јас така си го доживав. Многу бав период, многу нешта научени, многу пријателства развиени. Како што кажав и за сега за овој период, буквално се трудам во секој период
во животот кој што го поминувам да навистина го уживам. Така беше и за тој период и така сега ми има оставено толку убави сеќавања тој период и покрај, не знам, патувањето и покрај, не знам, задоцнувањето и што и да се случувало, еден навистина убав период за мене. Се развива желбата за готвење. Едноставно тука ми се развива и желбата да успеам во тоа што го правам. Не само да готвам како готвење професија со која што ќе се занимавам цел живот, туку ми се раѓа онаква љубов за да дознам што повеќе за храната, што повеќе за тоа што внесуваме ние во уствари, за тоа како се развива гастрономијата, како светот гледа на новите работи. Почнувам да работам низ неколку ресторани и низ Скопје и така некако таа желба за храна, за готвење расте и расте. Еве денес можам да кажам, иако стварно си ја сакам професијата, многу сум задоволна од тоа што го работам. Не можам да кажам дека сум почетник заради тоа што знам што правам, знам како го правам, но уште таа љубов расне и верувам дека ќе продолжи да расне заради тоа што секој ден се измислува нешто ново, секој ден произлегува некоја нова модерна гастрономија, секој ден има нешто што ново да се научи. Зошто нутриционизмот? Уствари заради тоа што јас како, ајде да кажам, во тие мои тинејџерски години, заради тоа што социјалните мрежи според мене даваат многу онака не предрасуди, туку ни кажуваат како треба да изгледаме, што да изгледаме и верувам дека многу тинејџери поминуваат низ тоа како треба да изгледаме ние денес. Имав периоди на гојазност, имав периоди на анорексија, имав периоди на булимија, едноставно периоди во кои што не се многу лесни, не се навистина знаат да бидат многу тешки, онака да пропаѓаш во некоја емоционална незрелост, ајде да кажам, во тој период. Ме натера да стварно сакам да знам што повеќе за храната, сакам да научам за тоа како храната влие на нашето тело, заради тоа што како и да ја готвам секој ден, сакам да знам како луѓето се чувствуваат после така храна, како и другите, така и јас, но едноставно да сакам да знам повеќе, за утре дента да можам јас да помогнам на некои други тинејџери кои што биле во таа состојба, едноставно да им помогнам за да знаат како да ја искомбинираат храната, здравото готвење, но и да знаат како да уживаат во храната, заради тоа што за мене како готвач, но еве и да нутриционист за кратко, е многу битно да луѓето што ја јадат храната да навистина се чувствуваат убаво и да немаат грижа на совест за тоа што го прават. Да, тоа е спомнам трчањето еден дел од кога се спремав за моите први големи треки, полумаратон и маратон. Баш слушав разговори на тренер со нутриционист и разговара така да зборува дека ако ти се под режим и се спремаш за трка или за било што, ама самиот себе се одрекуваш од работи кои што ти ги сакаш и кои што ти се убави, тоа е нездраво. Без разлика колку тебе тоа може да ти помогне сега со ова трка или на долги трки, на долги стази, тоа е нездраво бидејќи ние не сме така создани, не треба така да биеме. Океј, после трчање или после било шо, океј да се дозволиме голем хамбургер, ако тоа од седмица, ако тоа сакам. Не сме престанали да мислиме на него. Така, океј да се напиеш кола, океј да направиш работи кои шо сега, ако претераш, мора да знаеш дека нема да успееш да истрчеш трката или да нема да стигнеш таму, ама ако имаме некоја балансиран пристап кон тоа, сосем океј, ја не знам, ја го завршиш по мојот прв полумаратон, едно шише кола, 2 литри испив, пошто тоа ми требаше, тоа сакав, тоа на тоа мислев да трчам, знаеш, едва чекам тоа и океј тоа, и јако, да, можеби не е најздраво, ама во тој момент тоа ме прави среќен и се знам дека ако продолжам така, ќе завршам со диабетис. Ама ако го редуцирам или најдам
место за таа кола, за тој хамбургер, за тоа малце нездраво, чит оброк. буквално тоа. Да. Океј. Да. Се согласувам за тоа, заради тоа што при вакви ситуации на, ајде да спомнам, анорексија и на булимија, многу повеќе влијае на менталното здравје. На тоа како ти самиот себе си се гледаш, на тоа како ти самиот постапуваш во тие ситуации. Како што кажа, сметам дека е во ред, според мене, сега ова многу често го слушаме, но тоа е вистината. Балансот е клучот. Доколку, како што кажа, ти си се спремал за овој маратон и си бил на некој стриктен начин на исхрана, ама не си престанал да мислиш на таа Кока-кола после преварот, јас буквално се согласувам со ова, колку и да звучи нездраво дека Кока-колава е полна со шеќер и тоа. Едноставно почасти се себе си за трудот што го вложи. Онака, мислам дека и емоциите и ментално буквално ќе се чувствуваш онака дека самиот себе си се награди за тоа што го направи до сега. Така да, ако направиме некој баланс и, како што кажа, да не продолжиме ние со оваа Кока-кола и секој ден да се частиме, туку еден оброк и на тоа што го мислиме, вметни го тој оброк како оброк што и да е, но продолжи си. Едноставно јас сметам дека здравата исхрана, денеска сите ја кажуваме како диета, здравата исхрана не треба да е диета, тоа треба да е начин на исхрана со кој што ние живееме. А вакви оброци едноставно да ги вметнуваме, не сметам дека е нездраво, доколку, не знам, ако навистина имаш прекрасно избалансирани оброци, доручек, ужинка, ручек, вечера, да вметнеш еден ваков оброк, ти не прекршуваш ништо тука. Не прекршува. Едноставно тоа си ти. Тоа се онака задоволуваш една желба ама знаеш дека се држиш до твојот план за исхрана и тоа што го правиш моментално. Да, и тоа што спомна проблемот и не само со овие, нели, дали е анорексија, дали е некој од други кои што ги спомна и со голем број на други работи со кои што се соочуваат многу, не најчесто тоа што се случува, туку како ние размислуваме за себе. Ако ова ми се случува, јас сум слаб, не треба да биде така, зошто е така, зошто не можам да направам и самото тоа, ако си дозволиме, зошто сега си дозволив ова, зошто и тоа е многу поголем, барем според мене, лаички, е многу поголем проблем. Отколку само тоа што не се случува, пошто ние можеме да, не знам, ќе се зацртаме, окей, ќе средиме тоа, ќе намалам килажа, ќе истрчам маратон. Ама ако тоа ми е мене целта, ја ќе ја стигнам, и после тоа се враќаме на истина. После тоа друго нешто исто, и цел живот ја ќе треба да ги стигам тие некои цели, а уствари проблемот е ја како се гледам сам себе. Точно. И како се чувствувам во тоа, како јас навистина изгледам. Навистина има луѓе што навистина се чувствуваат добро во тоа што се, како што вежбаат, се хранат избалансирано, се чувствувам супер. Јас стварно не замерувам на тоа како изгледам или како би требало да изгледам, не се замарам буквално со тоа. Да, еве се, мој најголем проблем со храната е тоа што немам само контрола и не знам како да сам, готвам и најчесто секојаш полесно ми е да излезеш надвор да си купиш нешто. Кој е твој совет за голем број на студенти, верувам, кои што дошле у Скопје, кои што со вас соочуваат, па и за луѓе кои што живеат, дали сами, дали со партнер, дали со било кој. Како да си помогнеме сами на себе во тоа да имаме не избалансир, туку начин на исхрана на кој што ќе можеме сами себе да си го направиме, да си го дозволиме. Па тоа е денешницата, сите кажуваме дека живееме во брзо време и дека немаме време за ова и дека немаме време за ова и дека немаме време за ова. Според мене може да се најде време за готвење. Не е дека пример готвењето не одзема, сега ти не мора 4 сати да седиш на шпоред за да си направиш 3 оброци за денот. Сметам дека е еден мал изговор за тоа што сакаме да направиме.
совет за студентиве, јас како актуелен студент, најдете време. Ако сакаат да се научат да готват буквално секој социјален медиум моментално објавува и здрави рецепти и многу убави рецепти, нутритивен состав доколку онака ден сакате да навлезете во тоа. Не сметам дека е нешто што не може да се научи. Не викам дека треба да станеме професионални и ова да го направиме на, не знам, вака и вака да изгледа. Едноставно да го направиме како квалитетен оброк, сметам дека секој од нас е способен. И мои пријатели со исто прашање, ама јас не можам, ама јас, знаеш, не ме бива како тебе. Потруди се. Пробај. Може нема да успее од прва, може нема да успее од втора, но навистина сметам дека секој може да си го иствои тоа време, да си направи квалитетен оброк и да ужива во него. Сега, од друга страна, се тешиме со тоа дека финансиски може ке по економично да си купиме оброк. Ако веќе ги планираме овие 3 оброци, јас сметам дека и финансиски ќе бидеме подкрепени со многу помалку да поминеме од тоа што ќе купиме еден квалитетен оброк од некој од рестораниве. Не викам да не доаѓате на рестораниве, дојдете, уживајте во храна, само што сметам дека вака на секој дневен план во вака, ако сакаме да си подготвиме 3 оброци, секој може да си подготви и сметам дека ќе поминете добро. Мој најголем проблем е тоа што не сакам да мијам садове. И знаеш она, која ќе, може би не го знаеш, пошто ти го правиш тоа што го правиш, ама ја која ќе завршам со готвењето, сакам да јавам, ама после тоа кога ќе се најавам, не сакам да мијам садове. Еве ти една идеја, изми ги работиве дур, ти се готви јадењава. Супер идеја. После тоа уживај. Значи тоа, тоа ќе оправам, ќе видам дали ќе успеам, ама да, мислам дека тој аспект и аспектот дека да некојаш и сум го користил тоа и како аргумент кога сум зборил со луѓе, да бидејќи живеам сам, полесно ми е и економично ми е да јадам надвор, ама уствари претходниве недела дена баш пробав нешто да почнам пак по не знам кој пат и гледаш дека уствари не ти е поекономично, можеш за многу помалку да поминеш цел ден, само треба да направиш, да извоиш време од тоа. Да. Ама нема, ја немам таа уште само контрола тоа да направам и дали кога живееш само поразлично, бидејќи пак нема кој да те мотивира. И да те мотивира. Да ти помогне. Она да те држи inline, да те држи accountable. Не ми текно се на македонски зборот, ама да ти биде тука, пак јаеш на двор. Да. Пак гиро, пак седмица, пак ова. Тоа ми прави, ама ќе видиме како ќе иде. Што сега да те прашам, пак околу ова, спомна квалитетен оброк. Што е квалитетен оброк? Квалитетен оброк, според мене, е застапеност на протеини, јаглехидрати, масти и полн оброк витамини. Сметам дека овие термини се многу познати за сите нас, не е нешто што прв пат го слушаме, но избалансиран оброк, според мене, сега зависи од индивидуа до индивидуа, но квалитетен оброк, протеини, јаглехидрати, масти, витамини. Тоа е онака се што ни треба за еден квалитетен оброк. Дали тоа ќе биде парче месо со ајде да кажам ориз, салата полна витамини, некои масти додадено, некое маслиново масло, пример, во салатава. Квалитетен оброк, а не е нешто што не можеме да го спремиме и не е нешто што не може да го разликува. Буквално сме преплавени со бројни информации за исхрана, за овие што ги спомнав, нутриенти на храна. Така да не сметам дека е нешто што онака само прочитај го, од прилика ќе знаеш што уствари внесуваш ти со овој квалитетен оброк. Да. Ќе видиме, ќе пробам па ќе збориме пак. Договорено, те чекам стварно. Следно нешто што ти најави, знам дека сакав да знам малку повеќе за тоа, пошто ја никогаш не сум го искусила, знам дека многу млади го пробуваат.
не е дрога. Work and travel. Работа нели и патување, ама ти имаш поминато неколку месеци претходното лето во Америка. Какво беше тоа цело искуство и да почнеме од тоа зошто на пример се одлучи за тоа? И од таму ќе нели можеш да ни кажеш збор за самото искуство. Прекрасно искуство. Можам буквално да кажам прекрасно искуство. Желба што ми отвори за ова е буквално да променам нешто, да видам нешто ново, да научам нешто ново. Едноставно многу ме интересираше каква е гастрономијата и каква е кујната со која што се развива Америка. Тоа беше прво онака љубопитност да дознам што се случува таму. Друго беше као едноставно нова промена и за мене и за некој нов период од мој живот да буквално преминам на другиот крај светот што се вика и да видам како живеат луѓето таму, што е поразлично да научам нешто ново. И многу беше интересно тоа што лани кога се договаравме да аплицираме онака цело друштво за овој проект, кога аплицирав бев многу возбудена за тоа. Ама не бев сигурна дали навистина ќе ја имам таа можност да заминам и на крајот остана дека од цело друштво што се собравме отидов само јас и си седев сама во авионот на патот. И размислав, дали ми требаше ова, дали требаше само да заминам вака. Ама како што кажав, бев зборлеста, па си најдов одма нови пријатели. Работев во две кујни. Почнав во една, многу брзо се вклопив, заради тоа што претходно имав работно искуство. Сметам дека јас барем другите студенти што беа таму ги доживував онака дека поминуваат низ многу тежок период, заради тоа што прво кујната не е лесна работа. Искрено, навистина, бара да си и физички вклучен, мора да размислуваш целосно на што ти е следна нарачка, што треба следно да направам. Друго, физички е исцрпна, цело време си на нозе, креваш, носиш, се даваш буквално. Како нова работа за некој студент прв пат што влага, јас навистина онака се грижев за нив и гледав често да ги подсетувам, да ги прашувам како се, да им нудам помош заради тоа што знам дека не е лесно да влезеш туку така во кујна и да почнеш да работиш. Но, како што кажав, многу брзо се вклопив, разговарав со шефот, си почнав како тука да сум си у кујна. Едноставно, почнуваш да си ја сакаш кујната како да е твоја. Почнуваш да си развиваш односи, да си правиш свое место на работа, да буквално и тука тоа што го правам, да го правам и таму. Почнав да работам како pastry chef, односно сладкарски оддел го фатив. Потоа ме ставија, они имаат многу интересен принцип на line cook. Тоа во Македонија не е, па и во Европа не е стандаризирано, но во Америка се line cook и си фаќаш твоја секција на една линија и тој дел го работиш. Ама беше многу интересно за мене, заради тоа што многу поразличен принцип на работа е. Таму храната вака изгледува. Значи многу брзо, зашто се ти е спремно, се вртиш, го спремаш, го даваш, се вртиш, го спремиш, го даваш. Во Македонија е малку поинако, заради тоа што пример, ти ќе спремаш рижото. Рижотово си го почнуваш од почеток, си правиш, си ставаш ориз, си ставаш кромит, си ставаш винце и сега пак му треба време на подготовка, додека во Америка се ти е полуспремно. Ти само онака почнуваш и даваш, и даваш, и даваш. Ама интересно искуство да се дознае. Втората работа исто ми беше во кујна. Таа работа беше онака, ја добив во сред сезона. Многу се плашев дека нема да ја има. Ама почнав и со таа втора работа, многу ми беше интересно таму. Многу со шефот многу брзо се вклопивме еден со друг и се дополнувавме во секој чекор. Стварно се познава на оваа работа, барем во кујна, дека тоа што го правиш, доколку онака стварно се вложиш и се познава дека си ја сакаш работава, не може да не се препознае. Така беше и таму. Многу брзо ги совладав и двете кујни,
Ама, после тоа доаѓа периодот на каде што ти се фаќаш себе си, каде што работиш 7 дена, од сабајле од 7 до вечер до 11. Што знае да биде исцрпно. Ама знаеш што научи во тој период? Дека сега времето кое што ми е за одмор, многу повеќе го ценам. Стварно, од тие периоди, мислам, колку и да ти е интересно, колку и да ти е забавно, низ тој цел ден, колку и да си ја сакаш работава, од сабајле до 7, кога се враќаш, држиш ти цел ден, те држи таа еуфорија и дека сакаш да хранава се да испадне, и доаѓаш вечер дома, се тушираш и си као толку, јас не можам веќе. Ама утре пак треба да станеш и пак да продолжиш со тоа. Така да многу интересно искуство, захтевно морам да кажам, но јас повторно би го направила. Не, но беше интересно. Дури на цела таа работа, која ќе го додадеш на патувањето низ Америка, што ти следува после програмата, толку прекрасни места, толку, не знам, онака, едноставно да се видат тие работи, така те исполнуваат, те прават радосен. Јас толку бев исполнета, многу се мислев дали да патувам, дали да се вратам одма за Македонија, дали не знам, дали е паметно да ги вложам тие пари сега во тие патувања или онака донеси си ги дома кога печалба да си бил. Ама се одлучив дека ќе патувам и тоа беше најдобрата одлука што можев да ја донесам тогаш, заради тоа што стварно те исполнува тоа. Да видиш повеќе места, да видиш повеќе култури, да видиш повеќе народи буквално. Многу убаво чувство. Да, и мислам дека да се навратам на тоа што спомна за работењето и за однона од 7 до сабајле до 11 навечер. Многу е тешко да го направиш, ама мене ми е јасно зашто ти го правиш, поготово ова бидејќи го сакаш тоа што го работиш. И ако тоа не е така, многу е потешко, скоро и невозможно, бидејќи е, како што кажа ти, многу е захтевно, многу бара од тебе. Не знаеш како, кога си доеш дома, не знаеш како ќе станеш утре од сабајле да направиш пак истото. Ама поради тоа што дека сакаш да направиш, сакаш да научиш нешто ново. Точно. И самото тоа што спомна дека, окей, целиот начин на работа е поразличен од тоа што го знаеш, ама сакаш да научиш бидејќи сакаш да учиш. Тоа го работиш. Ако е нешто сосема трето или четврто што никогаш повторно нема да имаш некаква врска со тоа, мислам дека секој нормален човек би се откажал или пак би имал ментал брейкдаун секој втор ден, ако веќе мора да прави, така? Да, верувам. Па точно. Јас сметам дека ете таа љубов е таа што барем мене ме движи и што стварно онака сакам и да сознавам нови работи и целата храна што ќе излезе да не биде само храната излезе надвор. Да биде прво убава на изглед, друго вкусот да биде погоден и едноставно да најпрви мене ми се допаѓа тоа што го давам на гостинот да го јаде. Така да треба малце да се вложиш во тоа, ама мене ми исполнува едноставно така како што кажа, стварно го правам со љубов и стварно гледам да јас сум исполнета кога ќе ја дадам оваа чинија. Буквално онака со радост да ви ја дадам и вие да уживате во ова јадење. Тоа е најважно. И пак да изрека која што окей. Не знам, ако го сакаш тоа што работиш, никогаш нема да работиш цел живот или тој некој стил. Може би е нешто кое што премногу клише, премногу романтизирано, ама е така. Ако тоа не значи дека ќе биде лесно, напротив, мислам дека ќе биде уште потешко. Бидејќи бара од тебе екстра effort, going the extra mile, буквално уште не 1-2 километри, 10 километри некојаш, бидејќи не секојаш можеме да го имаме тоа. Ама на крај на денот, кога ќе верувам дека кога ќе за 20-30 години, кога ќе гледаш наназад, ќе бидеш благодарна за се тоа, бидејќи тоа е тоа што останува. Нема да остане колку пари сме заработили, тоа што кажа ти, таа некоја одлука дали сега се вратам дома со пари или со толку пари или да шетам колку и да е месец, неколку недели, да доживееш ново искуство, да видиш нови работи, да пробаш можеби некоја нова храна. Нова храна, да. Нови авантури. На крај на денот тоа останува, тоа ќе ти остане. Точно. Па и да нема слики од тоа, меморијата останува, така? Да, точно така.
Така да, и тогаш повторно се навраќам на тоа дека е многу битно да уживаме во тоа што е сега. Буквално да бидеме благодарни на сите моменти што ни се случуваат и сега во животот и да стварно ги цениме малце повеќе. Знам дека е многу битно да се фокусираме и на тоа да си поставуваме цели на тоа што ќе бидеме еден ден, но исто според мене е многу важно да уживаме во тоа што сме сега, што правиме сега, на тоа што не прави нас да сме ние сега, за да станеме нешто утре. Да, како сега не правиме ништо за сегашноста, нема да може да имаме шанса на иднината која што ја сакаме. Ако сега не ги ставиме, ја пак ја земам аналогијата и метафората со трчањето, ако ја не се спремам за маратон, сакам маратон да истрчам, ама ја не сум поминал 2-3-4 месеци спремање, ја нема да го направам, нема да можам да истрчам тој маратон. Мора сега спремање да го направам, за после тоа да можам да трчам 42 км. Да, се согласувам. Да. Јас знам, пошто имав не исто, но слично искуство, каде што имав цела година во Америка, научив многу работи, научив многу од многу луѓе и се враќам дома и сакам све да сменам. Сакам одма од старт, ова ќе правам, трето, четврто, пето. Какво ти беше тоа враќање дома? Ново искуство, нов начин на работа, нови луѓе. И Сара сака што сака да прави. Па, ајде, може да кажам дека и за мене беше така. Заради тоа што се враќаш и имаш чувство дека сакаш да пробаш нешто од почеток, да пробаш нешто ново, заради тоа што една етапа од твојот живот, од дењето во Америка, онака живењето таму, и се враќаш и едноставно сакаш да почнеш нешто ново и нешто од почеток, онака што да направам следно со мојот живот сега. За мене тој период беше, онака си продолжувам со факултет, но беше период во кој што јас веќе пропуштив 2 семестри и требаше многу испити да се полагаат. Се радив малце изгубена тука, морам да си признам, зашто бев као дали заглавив сега. Мојава генерација ќе отиде пред мене, јас дали заглавив сега место, дали ми требаше ова. Тоа беше едното. А другото беше пронаоѓање нова работа. Заради тоа што јас дури и бев таму во Америка, јас добив многу понуди од Македонија за работа веќе. И ми беше период во кој што не знаев што е правилно. Не знаев што е правилно следно да изберам. Едноставно, период во кој што малце се чувствуваш заглавено, зашто не знаеш стварно што е правилниот чекор следно, што да направам следно. Многу се молев тој период, бев онака малце и под притисок, но стварно верувам дека Бог така си ги реди работите и едноставно многу убави работи се случија во тој период, иако јас го сметав на период во кој што се чувствувам пополека. Не дека тонам, едноставно заглавена бев, као не знаев што следно, дали ова требаше да го направам, дали ова не требаше да го направам. Си продолжив со факултет, најдов нова работа, друштво, средина, место во кое што стварно многу убаво се вклопив, многу бава работна средина, многу бави работни услови, многу бави онака колегијални односи на работа, за да станам тоа што сум сега и денес. Многу созрав на ова работно место, многу и пријателства си развив стварно, но многу сум радосна што ова беше одлуката што ја донесов и за тоа што денеска стварно можам да кажам дека и денес растам, ама за година дена од тогаш навистина многу совладав, многу научив, многу се пронајдов себе си, многу ми буди радост работа. Едноставно за мене успех е после работа, после онака 8 сати напорна работа, како што кажав, физички си вклучен, мора ментално да си цело време присутен, да размислуваш на секоја нарачка, плюс да сакаш се што излегува да биде прекрасно, ти исцрпува, да се вратиш дома и ти да си насмеан. Буквално се враќам дома и си одам по улица и толку сум онака радосна што се што требаше да се заврши, да не се заврши. Доби многу пофалби за храна, а тоа многу те исполнува онака, едноставно си радосен заради тоа што го правиш, те исполнува, не знам, тоа
тоа чувство дека се што требаше да се направи, се заврши како што требаше да се заврши. Нема ништо подобро од тоа чувство. Ја ист сум како тебе, која, не знам, ќе одам на тренинг и тренингот ќе помине исто така како што сум го планирал. Играчите мои ќе направат се што треба или што сум сакал од нив, и после тоа си идеш дома и ти, не знам, ја после продолжувам пак, ова сега треба да одново пак ќе гледаш нешто, пак ќе пуштиш. Ја најчесто аудиокниги слушам, на книга од некој тренер и уште толку сакаш повеќе да дознаеш што како, ама нема подобро чувство тоа кога знаеш дека си направил добра работа и ако тоа е стварно пак ќе се навратам така го правиш тоа што сакаш, цел ден не може никој ништо да направи за да ти ја уништи насмевката или да ти уништи доброто расположение. Баш така, да. Ама тоа ми беше многу интересно, баш сега си размислав дека пред една година да го правевме мој муабет, не дека не наоѓав радост во тој период, зашто знаев дека е период или сезона што ќе заврши, ама едноставно беше така потежок период за мене. И сега кога ќе се навратам дека тоа беше пред една година, колку прекрасни работи се случија после тој период, колку онака многу убави моменти и спомени од оваа година, растежи, многу убави работи, иако во тој период ми се чинеше дека као од ова нема слегување. Ќе заглавам со факултетов, не знам што се работава, не знам ова, и сега кога ќе се свртам и сум као гриживе за шо беа. Ама стварно многу прекрасна година. Да, после тој период од враќање од Америка. Да, и мислам дека можеби не секогаш, не за секого, ама не сум изненаден што после такво некој големо искуство кое што било, кое што само дека life changing, она буквално супер искуство, еве така да кажеме, доаѓа како некој ролер костер. Да, се качваш горе и одеднаш а сметаш дека уште погоре ќе иде сега, ама уствари не. И тоа е сосема окей, и сосема окей да застанеш и си кажеш ако ова беше врвот, ствари не е врвот, знаеш дека не е врвот. Ова е предобро искуство, ама не е крајот. Секогаш можеш и подобро, ама секогаш можеш и полошо. И нема некојаш по проблемот кога си на дно, може и уште полошо од тоа. Ама не е се така црно и мислам дека баш ми е мило, нели, мислам. И овој разговор сме имале пред една година, сметам дека пак би била насмејана. Ама да, убаво е што и сама го видуваш, и така и се надевам оние што не слушаат би се согласиле со ова дека никогаш не е толку црно колку што ние мислиме и никогаш не е пак толку супер колку што мислиме. Секогаш тоа е баланс е важен да може да живееме секој ден. Да, точно. Па да, мислам животот е полн со предизвици и ќе имаме моменти онака да сме стварно превозбудени, прерадосни за некои нови работи, прекрасни работи што се случуваат, но едноставно има и периоди кои што на сите нас ни се случуваат, не само на мене или на тебе, буквално периоди каде што стварно сме изгубени и едноставно имаме некоја тага во себе што ја носиме, но тоа е животот, буквално. Тоа е она што го кажавме на почетокот. Благосостојба во овие моменти, да знаеш онака да се избориш и да го имаш тој и духовен и емоционален мир, едноставно да самиот знаеш како да се справиш во овие моменти. Да. Ја не би додал ништо повеќе на тоа. Сега ќе изиграме една игра, не ти кажа за ова. Не е ништо тешко, не се заплаши. Ќе кажам збор или чувство или работа и ќе ми кажеш што прво ти паѓа на памет. Тоа ми е едноставно, нема што. Ќе започнеме со храна, пошто нели? Љубов. Лето. Сонце. Дошт. Дошт? Да. Чизми. Заедница. Заедница. Радост. И за крај ментално здравје.
Благосостојба. Сара, фала ти за разговорот. Ке завршиме како и со секој, така и со тебе. Кој е твоето прашање за оние што не гледаат и слушаат сега? Моето прашање. Па, како што спомнав на почетокот, дека менталново здравје е нешто кое што сами треба да го бараме и да се мотивираме за тоа, да едноставно го осознаеме повеќе, самите себе да се натераме да знаеме нешто повеќе во тоа. Дали можеме да го направиме тоа за себе? Дали едноставно може самите да си да сакаме да биде подобро, едноставно да се едуцираме повеќе на таа тема. Дали сакаме самите на себе да си помогнеме и на кои начини тоа да го направиме?